Здраво и добре дојде на новата епизода на мојот подкаст. Во денешната епизода ќе зборувам за мотивацијата и зошто е таа толку многу важна за успех. Постојат повеќе теории и повеќе мои колеги и животни тренери кои што зборуваат за мотивацијата и многу често знаат да речат не е важна мотивацијата, важна е дисциплината. Меѓутоа на крајот на денот, сепак, мотивацијата е таа која што е заслужна дури и за дисциплината. А што сакам да кажам со тоа? Со тоа сакам да кажам дека дисциплината знае да се измрда, односно да се помести доколку се случат одредени животни настани и доколку мотивацијата потполно опадне. Односно, ние сме секогаш подисциплинирани, односно помотивирани, кога имаме точно одредена цел која што сакаме да ја постигнеме. Кога сме мотивирани, ние сме способни, например, да вежбаме, да пишуваме, да работиме и така натаму и не ни е потребно многу време за да ја завршиме таа работна задача или било каква задача која што ја имаме, додека кога не сме мотивирани, нас навистина ни е многу тешко. Понекогаш на патот ни стојат и некои други препреки, па тоа се причините зошто паѓа мотивацијата, меѓутоа оно кое што мене денес ми е важно е да споделам зошто е толку важна мотивацијата и како може да си поддржиме и да си помогнеме да таа трае. Мотивацијата е многу важна за било која работа која што ја правиме, а најголемиот убиец на мотивацијата е токму уморот. Најчесто, затоа што кога сме психофизички преморени, мотивацијата природно опаѓа како знак дека ни е време за одмор. И затоа секогаш велам, многу е важно да се одмараме, да земаме време за себе и да не се откажуваме, односно да бидеме свесни дека во ред потребен ни е одмор, но не и да се откажеме. Ова важи за било што во животот. Еве најчесто вежбањето, кое што доста знае да биде предизвик, различните начини на исхрана, работењето, имањето на некое хоби, па дури и самите секојдневни обврски, односно дури и домот за поставување на некои работи во домот, што е сосема нормално да се случи. Односно, важно е да знаеме, да го тргнеме уверувањето што го имаме дека доколку нештото престане, тоа мора скроз да прекине, односно дека доколку ние некаде паузираме, веќе не може да продолжи. Важно е да знаеме дека сосема е во ред некои работи да престанат одреден период, да имаат пауза, да имаат време за одмор и така натаму, а потоа повторно да продолжат. Верувам дека уморот секој од нас го искусил и е присутен нормално во различен период од животот на различен начин и најчесто кај мајките уморот многу знае да натежни и многу често мајките се жалат на веќе немање на мотивација за многу работи што ги имале, затоа што мајката е единствената личност која што знае што е 24/7 работно време и верувам дека мајките ќе се согласат со ова затоа што сонот се менува, начинот на живот се менува и така натаму, особено со многу мали дечиња. Сега, нешто што е многу важно е да имаме цел. Која е целта, зошто правиме нешто и доколку ние немаме цел, ние не би знаеле дали тоа е достижно или недостижно. Што ако целта се промени? Што ако целта ни се чини недостижна? Кога животот станува преоптоварен, ние сме премногу зафатени и дел од приоритетите едноставно ни се менуваат. И токму затоа многу е важно да имаме добра цел, односно да знаеме што е оно кон кое што ние целиме. Понекогаш се случуваат настани надворешни, како што е пандемија, како што е губење на работно место, болест, природни непогоди, финансиска криза, нарушени семејни односи и така натаму. И најзначајни фактори се тие кои што доаѓаат однатре, односно кои што зависат од внатрешните наши индивидуални психички процеси. Пред да се започне со било какви промени и напори да се врати мотивацијата, секогаш се предлага да се постават две прашања. Првото прашање е која е мојата цел? Односно, што точно сакам да постигнам со ова кое што сакам да го направам? А второто е прашање е како ќе се чувствувам кога ќе ја постигнам мојата цел? И уште еднаш ќе повторам. Двете најважни прашања за мотивација, односно пред да започнете било што. Која е мојата цел? И напишете си на некој лист која е вашата цел за тоа што го правите. А второто прашање е како ќе се чувствувам кога ќе ја постигнам мојата цел. И напишете како се чувствувате кога ќе ја имате веќе постигнато таа цел.
Овие две прашања се магични прашања кои што навистина многу помагаат. Доколку правите нешто кое што нема одредена цел, многу е голема веројатноста да не успеете да го направите, односно да не останете мотивирани. А што е интересно? Интересно е што кога ќе изгубите мотивацијата, имате можност да се вратите назад и да проверите во ред, ова беше мојата цел, дали е се уште тоа мојата цел? Па да, се уште ми е цел, например, да сум здрава. Во ред, значи, треба да се вратам на стариот начин на исхрана, на стариот начин на вежбање, на стариот начин на живот и така натаму. А како јас ќе се чувствувам? Јас ќе се чувствувам така и така. Самото тоа чувство е нешто кое што ќе ви биде мотив и кое што ќе ви води напред во целиот процес на мотивирање. Што е мотивација? Мотивацијата доаѓа од зборот мотив, што значи потреба да се оствари одредена цел. Сега, постојат два типа на мотивација. Едниот е внатрешната мотивација, другиот е надворешна. Внатрешната мотивација најдобро може да се објасни ако се погледне во нечие хоби. Што е, например, што сакате да го правите без некој надворешен бенефит, односно да се водите по нешто кое што навистина го сакате без разлика на цената, без разлика на било каква надворешна добивка. Внатрешната мотивација е присутна и може да се види кај спортисти, уметници, кај успешните луѓе. Тие се поттикнати од некој внатрешен порив кој што е многу моќен. И докажано дека оние кои што се внатрешно мотивирани се многу поуспешни од останатите, затоа што не го обвинуваат, односно не ги обвинуваат надворешните фактори за било каков неуспех. Не чекаат некој друг да ги пофали за оно што го прават или не го прават и не подлегнуваат на тугите очекувања, мислење, барање. Односно, тие ја преземаат одговорноста во своите раце и се многу детерминирани. И оно кое што верувам дека е важно да се постигне е да научиме како внатрешно да се мотивираме, а не надворешно. Надворешната мотивација од друга страна доаѓа од надворешните фактори и влијанија, како што се пофалбата, позитивната подкрепа, награда или пак казна. Најчесто како деца сме казнувани или наградувани согласно нашето однесување. Родителите многу често ова го прават, надворешно да не мотивираат, па многу често и во текот на животот полесно ни е надворешно да се мотивираме отколку внатрешно. Најчесто ова е нужна потреба во процесот на воспитување на децата и неизбежен дел од поставувањето на граници во воспитувањето. Мотивацијата е таа што ни помага да работиме во полза на нашите цели, го зголемува нивото на енергија и ни помага да поставуваме приоритети, да зголемиме посветеноста, продуктивноста и да ги промениме лошите навики. Успехот не е нешто што не наоѓа. Ние мора да излеземе надвор и да го пронајдеме. Мотивацијата мора да ни е насочена кон целите, како би имале поголема енергија, односно да ни помогне да можеме да поставиме приоритети, да бидеме многу попосветени, да бидеме многу попродуктивни и секако да ни помогне да ги промениме навиките. И не постои само една причина зошто мотивацијата е важна во животот да се биде успешно, но постојат некои кои што се многу важни. Ние сите сме различни, автентични, уникатни, но постојат многубројни истражувања во психологијата кои заклучиле дека постојат одредени начини кои што помагаат за повеќето од нас. Секако тоа не значи дека тие ќе важат за сите. Еден дел од процесот да се зголеми мотивација е едукација. Кога ние се едуцираме, нас ни е многу полесно и на некој начин тоа е нешто кое што многу ни ја подигнува мотивацијата. А всушност тоа е и овој подкаст, блог и сите оние видеа кои што ги следите и ги слушате. Нешто кое што е докажано е дека во периодот на детството и адолесценцијата се градат навиките кои може да траат во текот на целиот живот и тие најмногу се обликуваат од 6-та до 16-та година. Имајќи го ова на ум, верувам дека скоро секој од нас би сакал нашите деца да имаат здрави навики и животен стил и нормално и ние да ги имаме. Доколку не сме успеале да ги изградиме до 16-та година, не значи дека не можеме понатаму да ги изградиме, но убаво е да го имаме ова на ум како би се мотивирале. Сега,
Самото таа едукација, односно самото познавање дека од 6 до 16 година се здрават, да се градат и се обликуваат најмногу овие навики, е мотив да секој родител застане и си рече во ред, ако јас сега не делувам, кога? Како до зголемена мотивација? Едуцирајте се за позитивните и негативните последици за одредена појава. Например, доколку имате било каква лоша навика, дознате нешто повеќе околу неа. Кога ќе ги дознаете негативните последици, верувам дека многу полесно ќе се мотивирате за да ја откажете, односно промените. На вашите социјални медиуми следете само личности на кои што им се восхитувате, односно кои што природно ве мотивираат. Личности кои работат на себе и кои се видно мотивирани. Дури можете и да ги прашате што тие прават за да останат мотивирани или како се справуваат кога мотивацијата им опаѓа, затоа што е многу нормално и природно таа да падне во одреден период. Социјалните медиуми нека ви станат место за инспирација, наместо за очај и страф. Секој ден запишувајте ги вашите цели во дневник или на еден лист хартија. Кога однапред гледаме што е оно кое што треба да се направи, многу е полесно да се остане дисциплиниран, односно мотивиран. Задоволството од штиклирање на завршена задача е наградата која што всушност си ја давате и чувството кое што ќе ве крепи во процесот да останете мотивирани. Визуализација. Пробајте да фантазирате, односно да се визуализирате себе си во моментот кога сте ја постигнале целта. Фантазијата, како ќе изгледате, како ќе изгледа, не знам, вашето дете, вашите односи, вашиот партнер, вашиот живот. Верувам дека ова е одличен начин за да се доживеат позитивни емоции дури во моментот кога не ни е баш добро. Стимулирате средината во која што престојувате. Како може да се го разубавите дневниот престој или работниот престој, домот, спалната соба, кујната и така натаму. Многу е важно да средината во која што престојуваме е убава, пријатна и стимулирачка за нас. Дружете се со пријатели кои што се позитивни и мотивирани, како би можеле да ја пренесе таа мотивација и на вас. Најчесто ние сме просекот од нашите 5 најблиски личности. Доколку сме постојано обкружени со личности кои што имаат ниска мотивација, кои што не ви инспирираат и кои што многу негативно гледаат на работите, многу е веројатно мотивацијата да ви опадне, особено доколку немате премногу внатрешна мотивација. Па така доколку некој постојано ве саботира и ви ја саботира целта, подобро е на одреден период да се тргнете настрана и да се обкружите со луѓе кои што се во таа цел заедно. Затоа групното вежбање е многу продуктивно, затоа што сме обкружени со личности кои што ја делат истата цел и кои што можат многу мотивирачки да делуваат. Наградувајте се почесто. Вие одберете си нешто кое што за вас ќе биде награда. Секогаш кога ќе извршите одредена задача, дајте си нешто, некој подарок, некој мал подарок себе си. Тоа може да биде нешто кое што и психичко, не мора да биде материјално, меѓутоа сосема е во ред доколку биде и материјално. Друго нешто кое што многу помага е слушање на мотивацијски видеа и читање на мотивацијски книги. Ова е нешто кое што навистина многу знае да не поддржи во процесот кога мотивацијата паѓа, затоа што и самите видеа се од некои личности на кои што можеби им се восхитуваме или не инспирираат, а исто така и книгите се пишувани од некој кој што нас не инспирира. Читате повеќе вакви нешта, повеќе блогови, повеќе книги, повеќе видеа кога забележувате дека мотивацијата паѓа. Друго нешто кое што може да помогне е доколку се најми лайф коуч, затоа што лайф коуч најчесто работи низ мотивација. Исто така, многу помага да се движиме, односно да го движиме телото повеќе, да го користиме многу повеќе во процесот што и да правиме. И нешто кое што е многу важно, односно можеби и најважно, е да си дадеме време доволно за одмор. Кога ние ќе се одмориме, мотивацијата после одреден период природно се зголемува и можеме да бидеме многу попродуктивни и многу поуспешни.